Забрзува инвестицијскиот циклус во Македонија. 3 странски компании ќе отворат капацитети во земјава, потврди премиерот Христијан Мицкоски. Преговорите се веќе завршени, а се работи за фирми од автомобилскиот сектор, но и од индустријата на високи технологии и фармацијата. Нивните инвестиции се во висина од 120 милиони евра, а предвидено е да вработат 1500 луѓе. Владата преговара со уште 10 компании. Се обидуваме да го диверзифицираме практично портфолиото. Една од овие инвестиции е во автомобилската индустрија, една е во индустријата со високи технологии и една е во фармацевската индустрија. А преговараме со уште 10, дел во енергетика, дел во индустрија на високи технологии, дел во автомобилска индустрија и така натаму. Нови свежи пари за бизнисот за поголеми инвестиции. Откако годинава компаниите добија ефтини кредити од деловните банки обезбедени со заем од Унгарија, слични преговори владата води за нова транша за стопанството. Премиерот Мицкоски не посочи со кој преговара и кога оваа линија ќе стане достапна за фирмите, но нагласи дека бизнисот влегол во сериозно голем инвестициски циклус кој го забрзува економскиот раст. Инаку унгарскиот заем од 250 милиони евра е речиси искористен. Досега се поделени 218 милиони евра за разни проекти на стопанството. Македонија, верували или не, стана држава во Европа со најниска каматна стапка која што ја користи бизнисот, споредно со сите држави во Европа. И токму поради тоа, инвестициите во првите 2 квартали, односно во првата половина од оваа година, се некаде помеѓу 13 и 15%, а да речеме во Европа во истиот тој период е 2,5%. Бизнисот бара предвидлива деловна средина. Промена во даноците нема да има и тие нема да бидат дополнително оптоварување за фирмите. Тоа владата го ветила во предизборната програма и планира да го исполни. Сепак ќе се коригираат неусогласеностите во законите за конкретно да се дефинираат работите, да нема погрешни толкувања и да се зголеми опфатот на оние кои плаќаат даноци. Апсолутно нема да има промена на даноците. Тоа го ветивме и во предизборната програма. Секогаш се водам од правилото дека на државата треба да и се плати толку колку што и следува. Ниту повеќе, но ниту помалку. Токму од таа причина и ги отвараме законите, да ги додефинираме работите за да нема недоразбирања. За жал, она што е столб на државата, а тоа се законите од областа на даноците, низ годините се менувани само со козметички измени. Сега е време ова да се промени. Нам ни треба прво да постигнеме сите да плаќаат даноци, а потоа да размислуваме за промена на даночните стапки. Управата за јавни приходи наплатила 3,97 милиарди евра од даноци и придонеци за 11 месеци годинава, информираат од УЈП. Тоа е за 268 милиони евра повеќе во однос на истиот период лани. Директорката Петрова вели дека има пораст на приходите од даноци за 6,5% и пораст кај придонесите за 8,7% во однос на истиот период минатата година. Трендовите на пораст во однос на минатата година постојат и во текот на месец декември, но нели се уште течат и приливите и исплатите нели од уплатните сметки за даноци. Од 1 јануари почнува и пилот имплементацијата на проектот електронска фактура. Во првата фаза ќе се знае како ќе се врши автоматска размена на податоци меѓу компаниите и државата. Потоа компаниите ќе го прилагодат софтверот за изготвување е-фактура, ќе има бесплатни решенија за помалите компании, а тестирањето ќе заврши до крајот на третиот квартал. Од УЈП објаснуваат дека ова е клучна алатка за да се фатат оние што го злоупотребуваат системот и да се намали сивата економија во Македонија.